Дојдовте во неделното издание на Дневникот на телеканал А1. Еви ги настанете на денот. Најавите за сушно лето и екстремно високи температури ги засукаа ракавите на земјоделците. Да се негува и продолжи македонската традиција е навистина големо и непроценливо богатство за македонскиот народ. Ансамблот Распејани струмичани со своите настапи ја негува традицијата на староградска песна. Над 200 танцувачи од повеќе студии за модерни танци од земјава годинава се представија на традиционалната манифестација Гевгелија Денс. Започнуваме со Дневникот. ВМРО ДПМН сметаат дека СДСМ во страф од соочување со граѓаните се обидува да го пролонгира рокот за одржување на локалните избори. Од СДСМ бараат, како што велат, еднаш да се собере храброст и да ги стави државните интереси и приоритети над партиските. Локални избори, велат од партијата, треба да се одржат во најбрз можен рок, а парламентарни избори заедно со локалните. СДС и парламентарното мнозинство мораат да овозможат непрекинато функционирање на единиците на локалната самоуправа и во најбрз можен рок да изгласат продолжување на мандатите на градоначалниците и советите на општините и градот Скопје, но и да се определи најбрз можен датум за одржување на локалните избори, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. Од партијата потенцираат дека одржувањето на локалните избори нема никаква врска со формирањето влада и од СДСМ не треба и не смее да бара изговори за одржување на локалните избори, кои се редовни и неопходни. Оттаму потенцираат дека СДСМ треба да собере храброст и час поскоро да обезбеди датум за одржување на локалните избори, но и да собере храброст за во рамки на локалните да се одржат и предвремените парламентарни избори, кои би биле по волја на граѓаните. Стотина македонски граѓани од диаспората во Западна Европа попладне во сомирен протест пред зградите на Европската комисија и на Европскиот совет. Го кренаа својот глас за унитарна Македонија и против, како што порачаа, евробирократијата која сака да ја одземе самостојноста и унитарноста на македонската држава. Нашата љубов спрема самата татковина, спрема самите обележи на државата, значи тоа нас не засега и секој нормален човек и во Македонија и овдека не може да седи со скрстени раце и да очекува некој друг да може да му ги пренесе неговите пораки за тоа што треба да се случува во Македонија. И порачувам дека мајка Македонија нема да го оставиме на ноза. Секој пат сме спремни да ја помогнеме. За период од 7 години, преку ИПА програмата за погранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија, се реализирани 100 проекти со вкупна вредност од околу 20 милиони евра. Во проектите главни сфери на интервенција се животната средина, економскиот развој и социјалната кохезија, како и подобрување на животниот квалитет. Програма на ИПА, која што ќе трае од 2014-2020 година, значи за тој програмски период збориме, со вредност од над 10 милиони евра за овој прв повик. И прекуграничниот регион, кој што е подобен, останува ист со претходниот програмски период и ги опфаќа областите североисточна, источна и источна Македонија, како и две погранични области од Република Бугарија, со идентичен број секако на население и идентична содржина на корисници на средствата. Програмата е фокусирана на следниве приоритети: животна средина, одржлив туризам и конкурентност. Што значи дека фокусот е на подобрен капацитет на заштита на животната средина, одржливо користење на заедничките природни ресурси, инвестирање во актуелната зелена инфраструктура, понатаму зголемување на атрактивноста на туризмот преку обновување на најразлични објекти од таков карактер. Тоа дека интересот е навистина зголемен покажува и огромниот број на аплицирани проектни предлози, како и износот на средствата кои што беа првично предодредени за оваа програма. Значи од 7 милиони, над 7 милиони евра, заради големиот број на квалитетни проектни предлози, буџетот беше одлучено на заедничкиот комитет за следење да биде зголемен за
околу 3 милиони евра, па така што вкупниот буџет достига некаде повеќе од 10 милиони евра. Првиот програмски период покажува огромен успех со оглед на тоа што сите 100 проекти се успешно реализирани. Во однос на капацитетите можеме да посведочиме од мониторинг средбите на терен што ги имаме со нашите корисници дека и капацитетите и на општините, невладините организации, како и на другите наши корисници, како регионални представништва, училишта и така натаму, се навистина подобрени во овие 7 години од користењето на средствата. Продолжуваме со дневникот. Да се негува и продолжи македонската традиција е навистина големо и непроценливо богатство за македонскиот народ. Ансамблот Распејани струмичани со своите настапи ја негува традицијата на староградската песна, а и младите од Струмица се повеќе покажуваат интерес. Младите од Струмица се интересираат за зачувување и продолжување на традицијата на староградски песни и обичаи. Како што вели Елисавета Василева Бончева, членка на ансамблот Распејани струмичани, младите покажуваат интерес, но им фали поттик. Сега сме некоја средна генерација, повозрасни, меѓутоа секако дека има интерес. Може би и не верувам дека се недоволно информирани, но им недостасува некако поттик да дојдат и да се вклучат, да почнат да се доаѓаат. Јас ќе речем на секој и ваша покана да гостуваме, ние спомнуваме дека сакаме нови членови, примаме нови членови, значи не е проблем, имаме недостиг од гласови секогаш. Нашиот ансамбл брои до околу 20 членови. Убавината и традицијата на староградските македонски песни треба да продолжи да се пренесува, вели Василева Бончева. Таа истакна дека имаат млади членови кои го засакале староградскиот мелос и нивните настапи, фестивалите и концертите на кои учествуваат им овозможуваат да се дружат и да разменуваат искуства. Со тек на време многу ја засака староградската музика. Значи таква една емоција има во тие песни. Таква една историја, една приказна, обично за љубовта, една вистина, да, тие се композиции во принцип нели од вистински случаи што се случувале во минатото и навистина е како едно патување низ времето, низ годините и гледаме дека љубовта била иста и тогаш. Со таа доза што може би била многу поискрена и почиста. Таа истакна дека нивниот ансамбл постојано настапува не само во земјава, туку и надвор. Во јуни ќе учествуваат на фестивал во Хрватска, каде ќе го изведуваат тримерскиот обичај, што според Бончева е најдобриот начин за представување на македонската култура и традиција, која со векови се негува. Основните училишта од општините Валандово и Јосифово се надпреваруваа на регионалниот надпревар за хорови и оркестри, кој се одржува во секој регион од страна на Сдруженијето на музичари на Македонија. Традиционалниот регионален надпревар за хорови и оркестри кои спаѓаат во прва категорија се одржа и оваа година во општина Валандово за основните училишта на двете суседни општини Валандово и Дојран. На надпреварот кој го организираше Сдруженијето на музичари на Македонија настапија основните училишта од Валандово, Јосифово и Дојран, како и средното општинско училиште од Валандово. Доделија две места за Дојран, за хорот трето место и за оркестарот трето место. За Валандово едно ниско прво за оркестар и второ место за хор. И ние од Јосифово земавме второ место со хорот и високо прво место со оркестарот со 97 бода од можни 100. Настапот го ценеше стручно жири, а најуспешните понатаму продолжуваат да се надпреваруваат на државно ниво. Така да ние треба да одиме на државно ниво и како секоја година и оваа година се надеваме дека ќе успееме и таму да постигнеме добри резултати. Освен надпреварот што беше од прва категорија за хорови и за оркестри, имаше и втора категорија, тоа беа двајца ученици, кои едниот во втора категорија настапуваат вокални и инструментални солисти, кои
вокалниот солист, тоест вокалната солистка ќе со придружба на гитара ќе продолжат понатамо, бидејќи беа високо рангирани. Според наставникот Костадинов, успехот на регионалните надпревари е значаен бидејќи само 15 училишта од вкупно околу 360 основни училишта на територијата на државата успеваат да влезат на државниот надпревар. Музиката е областа во која основното училиште Страшо Пинџур во Јосифово последните неколку години бележи успеси преку мандолинскиот оркестар кој на републичките надпревари 4 пати поред освојува прво место. Над 200 танцувачи од повеќе студија за модерни танци од земјава годинава се представија на традиционалната манифестација Гевгелија Денс, која се одржа синоќа пред многобројната гевгелиска публика. Најдобрите танцувачи од Македонија синоќа беа собрани на едно место, и тоа на традиционалната манифестација Гевгелија Денс. На настанот кој се одржува скоро 10 години, во организација на Пионерскиот дом учествуваа студија за модерни танци од повеќе градови од Македонија. Ова година учесници се примаданца од Скопје подружени со Гевгелија, балетот при нижото музичко-балетско училиште од Гевгелија, гостини се танцовото студио Еурека од Скопје и нормално домаќин е Мистик Денс од Гевгелија. Имаме вкупно околу 200 учесници на оваа година и ова година, како и претходните 5 години, манифестацијата е од ревијален карактер. Со изведба на музички точки и приредба на големо шоу, домаќин од студиото за модерни танци Мистик Денс од Гевгелија во јуни ќе го прослави својот 10 годишен јубилеј. Одиме со една поинаква тема. Што треба да знаат младите пред да стапат во брак во семејна заедница? Многу ми навлегуваат во брак со едни очекувања кои доколку не се исполнат најавуваат крај на бракот. Свештените лица со своји ставови на оваа тема. Проблем е што очекуваме другиот да биде идеален. И што подразбира тоа? Да биде идеален значи да им служи на нашите страсти. Да не се повредува нашата суета, да не се повредува нашето его. Психолозите современи, барем повеќето од нив не учат дека нашето его, па вакво его, па супер его, па алтер его, еден куп ега имаме, но се сведува на самолюбието, да го штитиме со сите сили, тоа станува поважно од се. Јас имам своje јас, да не повредиме, да не биде повредено, да не ни биде повредена суетата. Достоинството е едно, суетата е друго. Достоинството човечко не може ништо да го повреди, да го загрози, единствено гревот може да го стори тоа. И ние едноставно не можеме да продолжиме натака заради тоа што сме си направили идоли од своите собствени страсти. И сме станале страстолюбиви наместо да станеме човеколюбиви, а преку тоа боголюбиви. Затоа велиме преку човеколюбие доаѓаме до боголюбие. Затоа бракот е света тајна и заедницата. А човекот кого што сами сме си го избрале или пак Божјата промисла го довела во нашиот живот и во таа љубовна заедница која што воопшто не е лесно да се живее, да се подвизуваме и да дојдеме до целта на нашиот живот, тоа е до боголюбие. Таа личност ни е дадена како врата, како пат по кој што ќе се движиме кон Царството Божјо, а ние отфрламе заради тоа што нашите страсти не велат така. Најавите за сушно лето и екстремно високи температури ги засукаа ракавите на земјоделците. Иако досега се соочуваа со проблеми од ладната зима и пролетните мразови, подготвени се за нови проблеми во нивната работа. Приодов преземаат мерки за заштита, но очекуваат помош и од надлежните институции. Зимата со ниските температури, но и пролетните мразеви си го зеде данокот на струмичките ниви. Сега наред се летните суши и прогнозите за топлотните бранови кои предстојат. Земјоделците се веќе подготвени да се соочат со екстремно високите температури кои се најавени и очекуваат помошта и од надлежните институции. Поради намалувањето на водите во браните и малиот број врнежи годинава, земјоделците ќе мора да користат пумпи за наводнување, што ќе донесе до многу поголеми трошоци. Во овој период струмичките земјоделци преземаат
превентивни мерки. Над 80% од раноградинарските култури се под системот капка по капка, а се изнаоѓаат и други алтернативни начини за наводнување. Наливаме ресурсите за води кои ги има. Арнома, за жал, колку и да ги употребаме тие капка систем. Ако самиот Дедо Боже нема врнежи, не даде врнежи, браните се намалят, значи и оддоле подземните води се намалуват. Не само атмосферските кои ги имаме како брани, но и подземните води се намалуват, што секи се одразе на економскиот дел на финансите на земјоделците. Да, ние сме спремни, у некој домен имаме капка, имаме моторчина за наводнување, арнома најверојатно ќе немаме пари за купиме бензин. Земјоделците велат дека на мета од температурните шокови се скоро сите земјоделски култури, иако некои од нив може да издржат со помалку или повеќе вода за време на сушните денови. Материја си сака своје удобство, како еден човек кој сака течности и исто така и растението. Значи, дали ќе е градинарско, дали ќе е овоштарство, дали е лозарство, а и лозарство веќе знаеме дека он измрзна. Арно без разлика за што и да се каже и за што да се зборе, значи во глобала на секое растение му треба вода. На некој можеби може да издржи некаде некои екстремни температури, ама ипак 2 до 3 заливања му требат во јули и август месец. Доколку прогнозите за сушно лето се остварат, тогаш земјоделците ќе се соочат со проблеми во квалитетот на производството, а сите останати со повисоки цени на производите. Осигурување на посевите е една од мерките која во вакви ситуации може да им помогне на земјоделците, но мощ мал дел од нив ја користат бидејќи не се доволно запознаени. А времето во Македонија ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен северозападен ветер, попладне во планинските подрачја ќе има услови за краткотраен дожд. Во почетокот на наредната работна седмица се очекува зголемување на облачноста, а времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Во вторник на места ќе има врнежи од дожд кој локално ќе биде пороен со грмежи, особено на југоистокот. Повеќе врнежи и на повеќе места ќе има и во среда, ќе дува умерен, а во среда и засилен северен ветер, што ќе предизвика опаѓање на дневната температура. А со денешното покачување на температурите и струмичени се раздвижија низ улиците на градот. Да погледнеме дел од денешното неделно попладне.
Финишираат подготовките за фудбалскиот Супер Куп кој треба да се одржи на 8 август годинава. Повеќе за тоа во продолжение. Финишира подготовките за фудбалскиот Суперкуп кој треба да се одржи на 8 август годинава. Вкупната инвестиција во стадионот изнесува 36 милиони евра, од кои 6 милиони евра се потрошени за адаптација на објектот, согласно барањата на УЕФА. Досега од УЕФА имаат извршено 15 контроли, а надлежните информираат дека сите активности ќе бидат завршени најдоцна до 15 јуни. Во инвестицијата која е направена за потребите на купот има дополнителен простор од 7000 метри квадратни, како и ресторани, кујни и VIP простор. Значи всушност тоа ќе бидат тениски, но во функција на купот, дека 3 дена ќе користиме само за да може тука да се стави као ТВ компаунд, значи преносите да се вршат од тука и треба, пошто се големи габаритни камионите, треба можеби 30 тона, некој тежи, да има добра подлога, долу, значи да е набиено добро, да е средено се, и од згора да имаме рамна површина, за да нема некои вибрации или било што да се појави. И се Жерновски не ти дава тоа? Не ми дава, затоа што се прогласи како ненадлежен, а првично ми даде одобрение за градба за 3. Значи затоа што овде имаше согласно деталниот урбанистички план, постоечкиот, имаше зацртано спорт и рекреација, 2 тениски игралишта и плюс таму потпорниот зид кој што треба да се заврши. И ние добивме 3 решенија за градба. За 2 тениски игралишта и за потпорен зид. После изведбата, значи имавме тендер, се јавија значи фирми. Ги воведовме во работа, 2 месеци и 2-3 дена фирмата работеше, извршивме ископи. Значи направивме изолација доздолу се што треба со сите материјали како што треба. Значи направено е тампонизација целосна и останати уште еден дел таму, секаде после можеме да видиме уште малце. После 2 месеци и 2-3 дена се прогласува човекот дека не е надлежен и го поништува самиот се поништува решението. Како решение што он го издал? Да, тој што го издал, го поништува и правосилност и се. Што е целта да се закочи Суперкупот? Па најверојатно тоа е целта. Јас не гледам. Да нема тениски, 2 тениски игралишта. Што добивам со тоа? Јас повикав значи да се надмине себе си во ситуации тие тесно партиски што ги имаат интереси, затоа што сепак купот е најголемото збиднување што ќе се случи во 2017 година во Македонија. Инаку Суперкупот е најголемиот спортски настан кој ќе се одржува во Македонија. На тој надпревар играат победникот на Лигата на шампионите и победникот од Лигата на Европа. Два потенцијални учесници се Јувентус или Реал Мадрид, односно Манчестер Юнајтед или Ајакс. Почитувани гледачи, како следен и последен блок на информации за овој дневник, да ги проследиме настаните од светот. Турската полиција го приведе главниот уредник на интернет изданието на дневниот вестник Џумхуриет Огус Ѓувен. Според вестникот Џумхуриет, Ѓувен е приведен поради непознати причини. Ѓувен на Твитер напиша приведен сум. Турската државна новинарска агенција Анадолија јави дека Ѓувен е приведен поради информација за загинувањето во сообраќајна несреќа на главниот обвинител во округот Денизли. Неколку турски новинарски организации, како и главната опозицијска партија Републиканска Народна партија побара ослободување на Ѓувен. Купно 12 новинари и директори на опозицијскиот вестник Џумхуриет во моментот се во затвор под обвинение за тероризам. Министерот за надворешни работи на Австрија Себастијан Курц, кој би требало да го превземе раководството на Народната партија на Австрија, се изјасни дека за раскинување на коалицијата со Социјалдемократската партија и побара распишување предвремени избори во Австрија. Курц, кој важи за главен кандидат за преземање на местото лидер на Народната партија на Австрија, откако Рајнхолд Митерленер донесе одлука да поднесе оставка на тоа место, одржа пресконференција на која јасно наведе дека смета оти оваа влада не може да работи во корист на граѓаните. Тој истакна дека се обидел да делува во областа на интеграцијата на странците, затварањето на балканската рута, како и дека е познат неговиот став во врска со Турција и оти ќе продолжи да биде верен на својот досегашен стил. Тој укажа оти е познато дека постои понуда што му е дадена нему да остане сегашната австријска влада и да се заменат само некои глави и да се продолжи како ништо да не се случило.
Пјонјанг е подготвен за состанок со администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп заради преговарање доколку за тоа се создадат услови, изјави денеска високата севернокорејска дипломатска функционерка Шои Сун Хи, која е задолжена за односи со САД. Таа тоа го кажа во кусата изјава за новинари во Пекинг на пат за Пјонјанг од Норвешка, каде ја предводеше делегацијата која имаше неформален состанок со поранешни американски функционери и експерти. Чои во Норвешка се состана со поранешни американски функционери и експерти поради преговори кои офатија серија нуклеарни, безбедносни и билатерални прашања. Овде го завршуваме ова неделно издание на Дневникот. Јас ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!